Во постапка за лажни документи за инвалидски пензии и туѓа нега, помеѓу приведените има познати лекари, адвокати и вештаци. Претреси се вршат во Скопје, Тетово и во Велес. 3,5 години затвор за Стефчо Јакимовски. По 6 години постапка кривичниот суд одлучи дека е виновен за бесправно градење и злоупотреба на службената положба. И со вреди, и со дуи не оди. Меѓути не го менува ставот. Таравари чека средба со Мицковски. Сон ги повика директорите да не ги подпишуваат новите пресметки. ССМ алармира дека без плата останале и стотици инспектори и административци. Серија земјотреси предизвикаа паника во Истанбул. Најсилниот потрес од 6,2 степени по Рихтер. Во тема на денот вечерва за односите во коалицијата вреди и за плановите на Алијанса на Таравари разговараме со пратеникот Халил Снопч. Останете со нас. 49 лица се опфатени во акција на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција и Министерството за внатрешни работи под сомнение дека со лажни диагнози овозможувале користење на финансиска помош за туѓа нега и користење на инвалидски пензии. Претреси според засега неофицијалните информации се вршеле на скопските клиники и тоа на клиниките за неврологија и психијатрија, но и во болниците во Тетово и во Велес. Освен лекари, во случајот се опфатени и адвокат, вешто лице, како и вработени во државни институции. Под раководство на јавен обвинител од ОЈО-ГОК, МВР денеска спроведува координирана акција на повеќе локации низ државата. Станува збор за основано сомнение за сторени повеќе кривични дела со која сторена штета на Фондот за здравство, информира од обвинителството. По оваа информација од Фондот за здравствено осигурување реагираа дека тие немаат никаква штета и дека за инвалидските пензии надлежен е Фондот за пензиско осигурување. Повеќе детали за случајот од обвинителството најавуваат за утре. Според јавно достапните податоци од Министерството за социјална политика, од јануари годинава во земјава има 25.364 корисници на инвалидска пензија, чија просечна вредност е 21.273 денари. Станува збор за основано сомнение за сторени повеќе кривични дела со кое е сторена штета на Фондот за здравство. Со оглед на обемот на акцијата, повеќе информации ќе бидат споделени по незиното завршување. Казна 3,5 години затвор доби градоначалникот на Карпош Стефчо Јакимовски за бесправно градење на општинската зграда. Ваква одлука денеска донесе Скопскиот кривичен суд во повторената постапка за процесот кој се води повеќе од 6 години. Јакимовски е осуден за делото бесправно градење и за злоупотреба на службената положба. Според обвинението, Јакимовски почнал да ја гради општинската зграда на диво, а во 2016 година за неа поднели барање за легализација. Покрај него осуден е и уште еден поранешен вработен во општина Карпош. За разлика од Јакимовски, тој доби условна казна затвор. Пресудата за Јакимовски не е правосилна, а против неа тој има право на жалба пред апелацискиот суд. Судот пресуди новата зграда на општина Карпош да премине во сопственост на државата. Градоначалникот Јакимовски по објавата на пресудата обвини дека се работи за политичка местенка. Ова е направено од гипс картон. Според сите правилници и стандарди на Министерството на транспорт и врски современи објекти. И за времен објект имаме одлука на совет, но немаме решение за поставување на времен објект и за времен објект не може да се гони кривично. За жал, обвинителство тука се послужи со фалсификат, кој го докажавме и со вештачење. Значи, криминал, корупција, било што ни случајно не станува за збор. Значи, нема таква работа и ова е управна постапка, која е управна постапка во било која фаза вие може да ја прекинете и потоа да се изјасни второстепена владина комисија, управен суд или висши управен суд. И она што е најголем куриозитет од целата работа. Вкупно се 5 предмети легализирани. 4 се во моје време од истите службеници, но подпишани од мене на крај, а 5-тиот објект е легализиран повторно од истите службеници, но подпишан од господинот Стефан Богоев. Него предметот му е вратен назад. Љупчо Палевски Палчо во обидот да докаже дека не е виновен ги обвини сите кои ја водели истражната постапка. Пред судот денеска тврдеше дека обвинителството има фалсификувани докази. Неговиот адвокат пак вели дека пресудата за убиството на Вања и Панче е веќе донесена. Љупчо Палевски, откако негираше вина за убиствата на Вања и Панче, денеска во својот исказ тврди дека е обвинет со фалсификувани докази.
Снимките од домот на Велибор Манев, за кои обвинителството тврди дека се гледа подготовката за киднапирање на велешкиот пензионер, според Палевски биле монтирани, а се манипулирало и со времето кое се гледа на нив. За убиството на Панче прстот го впери кон Велибор, бидејќи во домот на убиениот велешанец постоеле документи кои откриле дека цели 10 години траеле нивните недоразбирања. Палевски го спореше исказот и на Владко Кешишев, заради разлики во неговата изјава и презентираните снимки. Манев и Кешишев претходно во своите искази рекоа дека Палевски ги застрелал Вања и Панче. Обвинет кој го потврдува самото видео дека е точно од обвинителството, а од друга страна вика дека не бил на камерите како што се гледа кај Велибор Манев дома, туку бил на паркингот. Тие се од прилика работите што сакаме со оваа денешни неколку прашања одговорени на страна на Палевски да ги докажеме дека не се точни изјавите или не е точно она што го презентира обвинителство. Палевски тврди дека утрото кога е грабнувањето и убиството на Вања спиел, а околу 10 часот заминал во банка. За него нелогично е дека заедно со обвинетите го грабнале девојчето за да изнудат пари. Доколку е уцена заради користолюбие, просечен криминален ум, доколку е во релација со таткото на оштетеното дете, кој веќе го поседува на свое име на искапиот имот на семејството, а децата се малолетни и тој е старател, криминалниот ум би ја убил Зорица Ѓорчевска, а не Вања Ѓорчевска, затоа што целокупниот имот на тоа семејство, заедно со депозитот од 30.000 евра во банка и новото возило, ќе предат во владение и 50% собственост на законскиот старател Александар. Киднапирањето и убиството на Вања според Палевски ќе останат мистерија заради лошо водење на истрагата. Пиштолот каде не знам, треба за тоа да даде одговор обвинителството и Мовара. Ние Јас како бранител и одбрана и Лјупчо Палевски цело време бараме да биде вештачена чаурата, со која чаура би се утврдило дали е пукано од тој пиштол што е спомнат на Велибор, на Боре Видевски, или од некој друг пиштол, или од Црн Пазар. Палевски со својот исказ ќе продолжи во понеделник, кога ќе одговара на прашање од јавното обвинителство и другите обвинети за убиствата на Вања и Панче. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Од Рек Битола тврдат дека работат еколошки одговорно, тоа што инспекторатот не им изрекол казна го толкуваат како препознавање на нивните напори за решавање на проблемот. Од комбинатот уверуваат дека денеска немало ниту грам пепел. Токсичната прашина од Рек Битола е предмет на предистрага во битолското обвинителство. Рек Битола потврдува дека на одлагалиштето имало поголема количина на пепел од дозволената, но согласно резултатите од мерењата, тие не го надминале законскиот праг со концентрација на суспендирани PM честички. По инспекцијската контрола на 26 март вела добиле задолжение и количината на пепелта веќе ја одложиле и соодветно ја посипале со земја како што им било укажано. Дополнително во соопштението на Елем се вели дека инспекторатот не им изрекол санкции. Со задоволство информираме дека денес на одлагалиштето кое беше предмет на инспекцијски надзор нема ниту 1 грам пепел. Целата количина е одложена, а теренот е целосно посипан со земја. Во насока на долгорочно решение веќе е извршено планирање и поместување на транспортната лента, со што од 25 април одлагањето на пепелта ќе продолжи директно во касета. Водените топови за дополнително навлажнување ќе бидат ставени во функција веднаш по поместувањето на лентата. До тогаш попрскувањето на одложената пепел се врши континуирано со специјални средства и цистерна. Токсичната прашина од Рек Битола е предмет на предистрага во обвинителството. За случајот алармираа граѓани и екоактивисти кои тврдат дека станува збор за радиоактивни супстанции опасни по здравјето. Проблемот според нив е децениски, а институциите му прогледувале низ прсти на комбинатот. Миријана Давидовска, Сител телевизија. 5 повредени од пожарот во Кочани денеска се враќаат од лекување од Срби. Во странски центри остануваат уште 38, а во домашните болници хоспитализирани се 7 повредени. После 5 недели лекување во клиничкиот центар во Србија, денеска 5 мина повредени од пожарот во Кочанската дискотека во подобрена состојба се враќаат во Македонија, информираше Министерството за здравство. Вчера во државата си дојде и пациент кој беше третиран во Хрватска и е под лекарски надзор на клиниката за пластична хирургија. Во странски центри остануваат уште 38, а во домашните болници хоспитализирани се 7 повредени, од кои 4 се во клиниката за хируршки болести Свети Наум Охридски.
Тројца се пациенти кои беа кај нас за цело време, а една е пациентка која се врати од странство. Сите пациенти се во стабилна општа состојба и локална состојба. Тројцата пациенти ги спремаме за дома, но очекуваме деновиве да се вратат уште 20 пациенти од странство. Во големата трагедија во Кочани беа повредени околу 200 млади луѓе, а починаа 62. Александар Динев, Сител телевизија. И со вреди, и со дуи, не оди. Меѓути не го менува ставот. Таравари чека средба со Мицкоски. СОН ги повика директорите да не ги подпишуваат новите пресметки. ССМ алармира дека без плата останали и стотици инспектори и административци. Меѓутоа не го менува ставот или со вреди или надвор од владата и очекува Таравари брзо да се одлучи дали е со дуи или со власта. Таравари пак чека средба со Мицковски, а до тогаш очигледно ќе остане настрана од владините активности. Освен што не се појавува во Министерството за здравство, вчера не бил ниту на владина седница. И со дуи во влада не штима. Вице-премиерот меѓутоа повторно го повика Таравари да одлучи како ќе действува. Иако вели владата е стабилна, најголем проблем останува Таравари. Дали ќе биде исклучен од влада, ќе биде јасно по средбата со премиерот Мицкоски по првомајските празници. Тука е проблемот до господинот Таравари и мислам дека ние одлучивме дека влен ќе биде едно. Значи ќе се топат сите политички партии во влен, веќе тоа го барат гласачите наши. Второ, одлучивме дека и соработка со ДУИ и внатре во влен не е можна. И мислам дека и соработка со ДУИ и дел од владата, мислам дека нешто има не оди. Треба да се определи, значи легитимно има право да се работува со ДУИ, но во тој момент значи треба и тоа да го објави, да не се срами и да премине во тој табор. Таравари вчера не се појавил на редовна владина седница, но неговиот сопартиец Цветај бил таму. Од Алијанса тврдат остануваат во влада и соработката продолжува. E kemi thënë disa prej nesh, e them edhe unë, bashkëpunimi vazhdon në kuadër të qeverisë, iq më lart se dje kishim seancë qeverie ku nuk u ngrit as edhe një shqetësim, pra vazhdojmë të bëjmë punën tonë, sikur nuk ka ndodhur asgjë. Tu do ketë konsultime, besoj që nuk ka hapësirë për lëvizje të njëanshme, nga cila do palë qoftë, dhe se duhet të mendohet në drejtim të stabilitetit të kësaj qeverie. Aleanca për shqiptarët me 5 deputetët e saj është kyçe për ruajtjen e stabilitetit. За партнерите од вреди Таравари е завршена работа откако оценија дека сам се исклучил од коалицијата по одлуката за самостоен настап на изборите. Фокусот го префрлаат на формирањето нова партија со која ќе ја трчаат изборната трка на есен. Приоритет ни е да го оствариме тоа што ни е барање од гласачите, да не се расцепка гласот, туку да биде во еден политички субјект, тоа е проблем. Дали и за меѓите ќе биде целата политичка? Мислам, се збори и за моето име, но нема одлука околу тоа. Значи, по-приоритетно ни е влен отколку индивидуални амбиции или други концепти. Меджидика Сами Ибрахими веќе договорија дека во трката да добијат глас повеќе на локално ниво, влегуваат заеднички со своји кандидати и за советници и за градоначалници. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија. Во тема на денот за односите во вреди и плановите на Алијанса, колегата Валентин Николовски разговара со пратеникот Халил Снопче. Господин Снопче, добро вечер, ви благодарам за учеството во тема на денот во Дневникот на Сител. Добро вечер, благодарам на поканата. Откако е јасно веќе дека повеќе не сте дел од коалицијата вреди, лично дали Халил Снопче е пратеник сега на владачкото мнозинство или на опозицијата? Значи, Халил Снопче моментално е пратеник на коалицијата Влен, тоа значи на владачкото мнозинство. Пошто без оглед на околностите, без оглед на информациите што сте добиле, значи ниту Алијанса за албанците уште не одлучила да истапи како своја пратеничка група со 5 наши пратеници, меѓутоа ниту нашите партнери од Влен немаат досега донесена таква одлука. Ќе видиме како ќе течат наредните денови. Тоа што остави вака силен впечаток е изјавата на Али Ахмети, кој вели дека Таравари е единствениот од лидерите во Влен кој разбрал дека состојбата на албанците е понижувачка во актуелната влада. Дали вие како пратеник или како партија го чувствувате истото ова што го тврди Ахмети? Добро се, Али Ахмети е опозиција. Како опозиција нормално ќе користи секој момент да дава критика на власта. Значи, околностите што се случува во Влен, значи, имаат друга историја.
фактички ако ги гледаме архивите што се случуваат. Интересно беше, фактички, видите, понекогаш има една шпанска поговорка што вели немој да зборуваш ако твоите зборови не го поправаат молкот. И ние долго време како Алијанса за албанците не зборувавме за овие настани, за овие случувања, се со цел да даваме можност на нормалноста. Значи да се склопат тие коцки во мозаикот и да се врати таа надеж, пошто ние направивме еден голем резултат миналата година, да се разбереме. Фактички беше токму Алијанса за албанците кој одлучи да излезе од владата тогаш, да се припои на тогашната коалиција ЛЕН, направивме коалиција ВЛЕН и ние успеавме да земеме 107.000 гласови и да ја однесеме ДУИ во опозиција. Значи, во секоја поранешна влада, кај што заеднички именител беше ДУИ имаше еден вид на монопол со власта, тие власти за нас беа неуспешни влади, се разбира. Влади на корупција, влади кои што ја зеле поддршката на народот како еден вид на кредит и никогаш не го вратија тој кредит на народот. Не направија никогаш еден вид на аудит или ревизија, значи на тоа што кажале, што ветиле, што зборувале и што оствариле. Тие влади веќе се неодговорни влади. Од неодговорна влада пати народот, пати државата. И ние успеавме да однесеме ДУИ во опозиција. Тоа е факт. Се разбира, ДУИ и ако се врати во власт во некое идно време, сега тие ќе се освестени веќе, се освестени дека не се секојаш дел од власт. И ако работат неодговорно, сигурно ќе одговараат. Значи, тоа е факт. Сега, тоа што се случи во ВЛЕН нема врска со тоа што изјавува Али Ахмеди, да се разбереме. Добро, визави таа поговорка што спомнавте, ако телефонскиот контакт конечно го призна и Таравари и Ахмети, но Зиедин Села открива дека имало дури средби лице в лице помеѓу двајцата лидери, вели дека бил информиран од самиот Ахмети за 2 до 3 средби што ги имал со Таравари. Од кога комуницирате вие со ДУИ толку за да дојде до ваква ситуација? Ја не знам тоа што кажува Зиедин Села колку е вистина, значи ја му верувам на лидерот Таравари, тој рече дека сум имал една комуникација телефонска со господин Али Ахмети, што е потврдена и од страна на господин Али Ахмети, и се разбира Таравари имал комуникација со некои други личности од ДУИ, меѓутоа лично со господин Ахмети не знам. Се тоа што кажува Зиедин Села и тоа може да биде во склоп на политичката пропаганда, значи тоа исто како што кажува Али Ахмети. Значи фактички не сум склон да верувам на изјави на политички изјави на опозиционери кога имам информации директно од својот лидер, се разбира. Главното прашање е зошто би биле во владата ако контактирате со ДУИ за коалицирање, кога таа партија беше главна цел на вашата предизборна кампања и таа на ВМРО ДПМН, и сами ја спомнувате вечерва, како главен виновник за корупција и криминал, ја нарекувавте рак рана на општеството. Што се смени за да можете да договарате заеднички настап, поддршка или соработка со ДУИ? Видите, прво да се вратиме на основата на проблемот. Видите, ние кога излегуваме како ВЛЕН, требаше после избори веднаш да направиме политичка партија како ВЛЕН. Се разбира дека со 4 лидери нема да функционира. Ние, иако имаме 5 пратеника како Алијанса на албанците, најголем број на пратеници од коалицијата ВЛЕН, значи еден е од самоопределувани независен пратеник и 8 се од другите 3 партии, ние се согласуваме да централната власт, министри, заменик министри и така натаму, да делиме пропорционално. Океј, меѓутоа, кога е прашање на локална власт, не може да делиме пропорционално. Локалната власт не е лотарија, не е веројатност, не може да нафрлиме паричка и со проценти, ти добиј толку, ти добиј толку. Треба да ги имаме предвид другите околности. Треба да ги имаме предвид кои се кандидатите, каква е структурата, каква е позицијата на партијата. Значи тоа е, знаете, господин Валентин, како е тоа? Значи јас кога знам како функционира законот на гравитацијата во физиката, сум на 10 спрат и наместо да слезам преку скалите, ќе одлучам да излезам од прозор. И тоа ако излезам од прозор, ја ќе ги си нашедам на себе си. Значи политиката мора да знаеме политичката гравитација, како тежне е. И сега тоа затоа велам, не можеме со паричка. И ние што дадовме? Ние дадовме предлог кон нашите партнери. Хајде да направиме анкети. Да видиме анкети, не се согласија. Втор предлог. Ајде да фиксираме некои општини, да речеме Алијанса за албанците Гостивар Врапчиште, Беса, Желино, Тетово, Демократска движење на Изет Меджити во Чаир, ајде една општина ќе дадеме на алтернатива и на другите 6 општини да одиме со анкети. Не прифатија. Зошто се анкетите добри? Анкетите се добри затоа што ние ќе имаме и повратен резултат колку тежиме, колку сме јаки, за да ако после локалните избори правиме партија, тогаш да видиме која партија кој треба да биде лидер. Ако секој кажува јас сум појак, не може на друг начин да утврдиме сметате дека освен анкети. Сега
И затоа, значи, тоа беше интересна реакција на нашите партнери. Ја не знам, само една информација за една комуникација на господинот Таравари со лидерот на опозицијата господинот Ахмети, значи една информација што испадна, тие се расфрлија со сета нивна артилерија, машинерија против нас. Знаете каков речник употребуваат? Тоа е неразбирливо за мене. Тоа е неверојатно. Значи таква мржња, такво нетрпение. Значи изгледа дека тие во нивната подсвест веќе ставиле тоа нетрпение кон Алијансата. Сакале да ви избркаат што? Подсвеста ја надвлада нивната свест. Значи со овој речник. Значи фактички тие знаат, тие затвораат вратата пред нашиот однос и велат сте излезени. Ние не излеговме од Влен. Ние донесоме само една одлука во Централното собрание дека ќе излеземе сами со советнички листи. Добро, мислите ли дека да вистина толку можете да соберете гласови, ќе барате анкета со оглед дека еве ика сами имеджите велат дека 107.000 освоени гласови се за опозицијските албански партии контра ДУИ, дека ако настапите сами немате ништо од тие 107.000 гласови. Во ред, господин Валентин, нека каже кој што сака. Меѓутоа, хајде направиме анкети, ако е така, ќе видиме во анкетите. Зошто одбиваат анкети? А вие направивте анкета, зошто вие не направите? Не, ние сами имаме анкети. Што велат? Како мислите? Резултатите, да. Да. Нашите анкети велат дека Алијанса за албанците убедливо најјака партија во коалицијата Влен. Значи затоа ние сме уверени на самите себе си и бараме анкети. И тие одбиваат анкети. Значи затоа реков не е веројатност. Ние сакаме да го победиме Дуј на локални избори. Ја имам впечаток дека тие не сакаат да го победат Дуј. Пошто ако одиме ние со веројатност со фрлање паричка, не може да го победиш Дуј. Затоа ние бараме најаките кандидати да бидат кандидати за градоначалници. Бараме најаките советнички листи, најаките личности со најголема репутација. Значи тие одбиваат такво нешто. Значи тие знаеш како се однесуваат? Значи се однесуваат како во еден маскембал, значи скриени, значи се скриени маски и излегуваат на виделина прикривено. Значи тоа или има еден селенец во една приказна го загубил новчаникот и сега го бара новчаникот таму кај што има светло. И иако е свесен дека тука не го изгубил новчаникот, го изгубил на друго место, ама да му каже на самиот себе си, ама ја го побарав новчаникот. И тие така се однесуваат. Значи фактички не се обидуваат ништо, значи фактички тие користат една риторика и тие се виновни, иако знаат дека не е баш така состојбата. Значи сето ова значи произлегува на виделина еден интересен феномен, дека фактички тие не биле заинтересирани, дека оваа наша коалиција била вештачка, не била вистинска кула, еве да изразам фигуративно. Тоа била една печна кула, доаѓа еден вал морски и ја рамнува таа кула со песокот. Значи фактички кој што беше морски вал, значи информацијата дека Таравари се знал со Алијамети. Па и Филипче се средна со Мицкоски. Филипче се средна со Мицкоски. Мицкоски најави средба со вашиот лидер по првомајските празници. Слушнавме Таравари, не отишол на владина седница. Од друга страна имаме информации дека учеството на вашата партија во владата ќе биде јасно до крајот на неделава. Са не знам што е тоа точно, дали вие ќе одлучувате да учествувате во владата, а вице-премиерот Таравари, Арбен Фетај денеска вели министрите од Алијанса предводени од Таравари за сега остануваат во владата. Зборот за сега има своја тежина. Кога ќе се знае дали останувате во владата? Види, владењето е партнерство. Значи, однос на сили, не однос на моќ. Ние, како Влен, партија од коалицијата Влен, сме дел од владата. И ние, на почетокот кажав тоа, отчетноста, аудитот, ревизијата кон граѓаните. Ние сме ветиле нешто кон граѓаните, така? И ние сега тоа не може, ние имаме одговорност. Ние сме презеле некоја одговорност. Некои ветувања што треба да ги реализираме. Така? И сега не можеме да речеме ту не важи више, не играм више. Значи се до моментот кога нашите партнери чувствуваат дека место на Алијанса за албанците е во владата. Кои партнери? Се разбира, значи и од Влен, и од Влен ќе видиме, иако тие има Влен велат нема или влада или тие велат, ама тие велат се и се што последно време. Значи реков, затоа го зборувам тој вокабулар што го користат. Значи тие велат, значи тие фактички пукна вокабуларот и кажуваат се и се што. Јас прв пат излегувам на медии после долго време. Пошто затоа почнав со тој молкот на почетокот. Значи тие скажуваат се и се што не се свесни што кажуваат. Значи фактички и партнерство со ВМРО, ДПМН се разбира. Ние сме ветиле нешто и ќе да видиме. Значи ако ние како одговорна партија, значи застанеме пред нашите ветувања, кон граѓаните сме излезе со ветување дека за ова ќе се залагаме. Ние ќе видиме дали има можност заеднички да оствариме дел од ветувањата. Значи сега поминаа не 100 дена, 300 дена поминаа. Добра, вака хипотетички. Значи фактички
А ако ние нема направиме по секоја цена да останеме во владата, нема по секоја цена, пошто нормално не сакаме да придонесеме и за криза во владата. Пази, ако евентуално Алијанса за албанците е надвор од владата, се постава прашање дали ќе одиме на предвремени парламентарни избори. Значи не сакаме да видиме пречка ние и затоа го спомнато народното туто не играм више. Ќе видиме. Значи, еве ќе се сретнеме и со нашите партнери. Хипотетички, ако Мицковски го поддржи овој став, соработка на Таравари со Али Ахмети, значи вашите министри надвор од влада? Како би постапиле? Не, во првиот момент кога Мицковски ќе даде сигнал дека место на Алијанса албанците не е во владата, ние веднаш ќе излеземе. Значи првиот момент. Видите, ако одиме во историјата, архивите, ја во една емисија еднаш реков, ако законот за бранители се донесе во ова собрание или ако се чепка законот за јазици, Влен ќе ја напушти владата. Мицковски веднаш утрената реагираше да име секен патот. Ја повторно не се опишманив, го потврдив таа моја изјава, значи ако има некои точки за кои што нема компромис, се разбира. Сега не можам да зборам во име на Влен, ако има вакви несогласувања, додека во име на Алијанса за албанците сигурно зборувам. Значи има некоја црвена линија. Значи има некоја црвена линија до кој што може да стигнеме. Ако се помине таа црвена линија, нормално. Ако ваков услов соработка со Ахмети е црвената линија за вас? Не зборувам сега за соработка со Ахмети. Овие се нагаѓања, значи овие се имагинарни перцепции. Значи една комуникација на господинот Таравари со господинот Ахмети не значи дека веќе договорена соработка. Дали може да има соработка? Се разбира дека ние сме Алијанса за албанците партија. Ако не продолжува соработката со Влен, за кој што ние се обидовме максимално, еве до ден денеска не сме зборувале, сакавме да пружиме рака, дадовме неколку предлози. Дури предлогот на пратениците, знаете како ми се обратив на другите лидери на Влен. Ако се усвои предлогот на пратеникот Ријад Шакири, пошто еднаш пратениците се авторизира, тогаш Таравари може да оди сам кај Али Ахмети, без петте пратеника. Значи тоа е факт. Меѓутоа за воиднина, ако немаме договор ние во оквир на Влен, ако ние за советнички листи ќе одиме сами, така? И за градоначалнички кандидати, ние нормално ќе го гледаме интересот на партијата. Каков ќе биде интерес? Ние ќе ги направиме калкулациите. Имаше Таравари една порака, значи тој рече ќе одам со бусулата на народот, фактички на граѓаните, така? И тоа е факт. Значи ќе го видиме кога имаме пред интересот на граѓаните и се разбира интересот на партијата. Ќе направиме и калкулации, се разбира. Дури да е соработка со ДУИ, тоа сакам да го расчистам. Било која соработка кој што ние ќе констатираме дека е во интерес на Алијанса за албанците и во интерес на гласачите на Алијанса за албанците, значи е отворена, се разбира. Може ли е расколка вашата пратеничка група по прашањето излегување од коалицијата вреди, па и од владата, според сами меѓути пратеници од опозицијата се подготвуваат на таков чекор? Дали меѓу вас петмина пратеници кои што сте од Алијанса за албанците на Таравари има такви размислувања да се напушти партијата? Не, видите, Касами и во минатата влада велеше така, значи секој ден даваше таква изјава, значи ќе се прошири движењето Беса, ќе се прошири движењето Беса. Ја никогаш не се занимавам со такви калкулации. Нормално, Алијанса за албанците има 5 пратеника, значи ако немаме договор со Влен, имаме капацитет за сопствена пратеничка група, значи со 5 пратеника се створа сопствена пратеничка група и нема да одам на коментари на овие пазарни муабети, значи ќе дојдат, ќе одат, ќе дојдат кај нас, нема врска. Значи тоа ќе биде отворена сцена и било каква одлука во иднина не зависи од тоа. Дали ние ќе се споиме со Зијадин села, дали ќе имаме 9 пратеника, дали некој ќе дојде или дали некој ќе оди, нема врска. Значи тоа е принципиелен став. Значи одиме врз основа на принципиелни одлуки, не врз основа на вака реков паушални. Затоа го искористив зборот лотарија претhodно. Тоа е паушална одлука. Го спомнавте за еден села, под кој име ќе одите на избори, со оглед дека села го има авторското право и на печатот и на името на партијата? Не е вистина. Значи печатот и името го има Армен Таравари. Значи се чека одлука на апелацијен суд. Значи Армен Таравари е лидер на Алијанса за албанците, го има печатот, го има авторството и го има наследството на партијата. Значи тоа е факт. Значи се чека одлука на апелацијен суд. Значи одлука на основен суд беше дека Зијадин села треба да биде лидер, меѓутоа тоа не е конечна одлука. Обжалена одлуката во апелацијен суд, еве да ве потсетам, значи првата одлука на апелацијен суд го врати за повторно разгледување, пошто имаше сугестии и препораки дека не
не се земени пред сите факти и сите тие потребни вистини, сега да не влегувам таа работа. Да не влегувам. И сега, значи, повторна апелација го има предметот. Значи, легален председател во моментот Армен Таравари, се разбира. Добро, очекуваме разврска, верувам, во следните денови или недела-две, за тоа дали ќе бидете алијанса за албанците, како ќе настапите и дали ќе бидете дел од Интересен, влада. уште еден интересен момент. Значи, овие жестоки напади кон Армен Таравари, значи интересен во моментот. Знаете во кој моментум почна да излезе на виделина? Од кога имаше едно перфектно менаџирање со трагичен насам во Кочани. Значи, имавме едно менаџирање перфектно од страна Армен Таравари, министер за здравство, со настаните во Кочани, кај што сите размислуваат дека ќе имат уште толку починати после несреќата, колку што почина вечерта, а до сега само 2-3 се починати плюс. Значи, перфектно менаџирање, за разлика од другите држави што има такви случаи. И сега некому кому пречи Таравари, тоа е едно знак на прашање. Значи, интересен факт е, значи, овие жестоки напади, овој жесток речник, овој жесток вокабулар, значи, кај што ја не знам дали сме биле партнери или не сме биле партнери, доаѓа во моментот кога да се засени таа успешна успешна. Халил Снопче, гостин во тема на денот во Дневникот на Сител. Благодарам на поканата. Каде се движи крилото на Таравари, поблиску до излез од владата или смирување на состојбата во вреди? Што сметаат аналитичарите? Во вечерните вести на Сител. Проблемите во правосудството и недостатокот на правда се најголеми проблеми и пречки за развој на државата, тврди премиерот Мицковски. На дебатата посветена на реформската агенда, поддршка за процесот владата доби и од амбасадата на Шведска. Ако сакаме во Европската Унија, мора да го урнеме корумпираниот систем. Дебатата посветена на реформската агенда. Премиерот Мицковски ја посвети на проблемите во правосудството и недостатокот на правда, кои ги посочи како најголеми пречки за развој на државата. Институциите кои треба да се борат против корупцијата, обвинителството и судството често пати се неми, неефикасни или пак под политичко влијание. Реформите во правосудниот сектор се наитни. Без нив, сите други реформи се безвредни. Нема европско општество ако обвинителот бира по кого ќе отвори предмет, а по кого ќе премолчи. Судот носи пресуди по избор на политички центри, а не по устав и закон. Граѓанинот ја губи довербата дека ќе добие правда. Реформите што ги спроведуваме за периодот 2024-2027 година се дел од една поголема слика. Тие не се наменети само за исполнување на барањата на Европската комисија, тие се наменети за секој граѓанин кој сака подобра едукација, ефикасна администрација, чист воздух, фер правда и вреден труд. Реформската агенда ја поддржува и Шведска, но амбасадорката вели дека без транспарентност и без примена на законите, граѓаните нема да ги почувствуваат промените. Молам имајте на ум дека реформската агенда не се работи за усогласување само со критериумите на ЕУ. Во суштина се работи за подобрување на секојдневниот живот на граѓаните. Нуди рамка за градење на пофер, позелено и унапредено општество. За спроведување на реформите, Македонија прва во регионот веќе доби над 50 милиони евра финансиска поддршка од Европската Унија. Ова се 7% од вкупниот буџет од планот за раст наменети за Западен Балкан, од кој Македонија треба да добие 750 милиони евра. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. СОН ги повика директорите да не ги потпишуваат новите пресметки на плати за вработените во културата. Од ССМ алармираат дека тие не се единствени, без плата останали стотици инспектори и административци. Освен 3000 вработени во културата, плата за март немаат земено и стотици други работници низ повеќе државни институции. 280 лица во пазарниот инспекторат, 195 во трудов, околу 140 вработени во Министерството за економија, се уште се со празни трансакции. Според првиот човек на Сојузот на синдикати, листата на институции е долга. Вработените за жал во Министерството за економија и труд се уште неа добиле нивната плата. Вработените во државниот пазарен инспекторат, кој треба да ги спроведува мерките на владата и кој треба да ги контролира нефер трговските практики и нефер трговците, исто така, според моите сознанија, немаат добиено плата. Вработените во делот јавното обвинителство немаат добиено плата.
Вработените во водостопанство, каде што имаше голем удар врз работниците да се зачленат само во друг синдикат, се уште ја немаат добиено својата плата и нема ниту изгледи кога ќе ја добијат нивната плата. И други низа институции кои, за жал, во јавниот сектор се уште ја немаат добиено платата. Ако не се лажам, сабајле добив информација дека дури и Државниот инспекторат за труд се уште нема исплатено плата на вработените. Причина за доцнењето на платите на културните работници е усогласување на пресметките со Министерството за финансии. Министерот Љутков во гостување на Сител рече дека зголемувањето ќе биде околу 6%, и тоа е согласно двата колективни договора. Денеска од СОНГ побараа средба со него. Неделков ги повика директорите да не ги прифаќаат новите решенија за пресметка на плата. Предложи зголемување на коефициентите на сложеност за 10%, а дополнително и за 0,7% преку заеднички анекс на колективниот договор. Очекувам да имаме разврска на проблемот, значи четврток и петок. Доколку немаме разврска, ние како синдикат ќе преземеме активности, мерки, советот ќе се состане. Не сакам да преюдицирам каква ќе биде одлуката, меѓутоа возможно е прво од достање на платата, второ од повторно се навраќам непочитување на закон и колективен договор, а тоа повикува на организирање на протести и штрајкови. Синдикатот на културата вчера излезе на протест. Оттаму денеска предупредија дека со новите насоки секој од вработените би бил финансиски оштетен за неколку проценти или представено поединечно во зависност од работното место, во износ од 1500 до 2000 денари. Критика стигна и од опозицијата. Ова не е грешка, да напоменем, ова е последица на неспособност, ова е последица на расипничко трошење и целосно потврлање на Министерот за култура и владата на ДПМН. Од ВМРО ДПМН одговорија дека владата континуирано ги зголемува платите. Прво, припадниците на МВР добија зголемување на платите за 10%. Второ, вработените во основните и средните училишта добија зголемување на платите за 7%. Трето, во здравството се зголеми капитацискиот бод за матичните лекари и гинеколозите за речиси 40%, додека за стоматолозите околу 25%, стои меѓу другото во реакцијата на ВМРО ДПМН. Мартин Арсов, Сител телевизија. Последниот извештај на Меѓународниот монетарен фонд прогнозира понисок раст и на македонската економија. Деталите од Наташа Мерсовска. Зголемени ризици за финансиска стабилност, намалени прогнози за раст на економиите. Високите царини на Трамп ја пореметија светската економска сцена, пишува ММФ во најновиот извештај. Не постои земја чија проекција за раст не е ревидирана надолу, меѓу нив и Македонија. Со 3,2% оваа и следната година. Растот е меѓу најниските во регионот. Инфлацијата според ММФ ќе биде 3,4%. Владините очекувања пак се 3,7% раст и инфлација од 2,2%. Министерката сепак останува на ставот. Нема потреба да ги ревидираат бројките, затоа што според неа истите се остварливи. Оваа криза, која што на некој начин дава многу голема неизвестност, ние како држава може многу да искористиме. Во која насока? Во насока на тоа дека капацитетите можеби во европските земји ќе се затвараат и понатаму, затоа што царините значат повисоки набавни цени кон Соединетите Американски држави. Очекувам европскиот пазар да бара повторно алтернативи за отварање на капацитети, таму каде што имаат на некој начин поевтина работна сила. Не го кажувам од аспект на нашата работна сила веќе не е ефтина, но се уште е многу поевтина отколку во западноевропските земји, така што очекувам и од тука да искористиме некој дел и мислам дека на крајот 3,7% е реална проекција. За ниските бројки реагира и опозицијата. Според нив, реалниот раст е речиси 0, што значи граѓаните ќе живеат полошо, а ќе плаќаат повеќе. Со платите граѓаните купуваат се помалку, животот е поскап, продуктивноста не се движи, а владата тоа го продава како успех. Податоците за реализацијата на капиталните инвестиции се уште еден показател за неспособноста на оваа власт. Расте и нестабилноста на финансиските пазари. Условите за кредитирање се заоструваат, каматите се зголемуваат, додека нивоата на државен долг растат. Според ММФ, ова особено ќе ги погоди земјите во развој, кои имаат долгови за враќање. Но Кочовска смета дека она што го бара ММФ веќе се реализира кај нас, иако со побавно темпо. Ние треба да се фокусираме повеќе во делот на фискалната консолидација. ММФ очекува од нас во многу покус рок да може да се консолидираме, но верувајте дека тоа преку ноќ не е возможно. Ние работиме напорно во делот на фискалната консолидација, но ќе треба уште малку време.
Помал раст и повисока инфлација од првичните прогнози објави Народната банка во спроведената анкета. Наместо стапката на инфлација да изнесува 3, таа сега е зголемена на 3,7%. Растот на економијата пак годинава според НБРМ ќе достигне 3,1, наспроти очекувањата од 3,3%. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.